Оно што стравуваше македонскиот народ, тоа Зоран Заев ќе го оствари. Вчера на пресконференцијата Зоран Заев потврди дека за целата македонска јавност дека балканскиот мешетар Александар Обрадовиќ е во најтесен круг за избор на директор на една од најбогатите фирми во Република Македонија Елем. Македонската јавност прашува како е можно Зоран Заев да го планира за директор на Елем, човекот кој бил набркан од позицијата директор на Електропривреда на Србија поради хедонизам, луксус и неодговорно работење. Изгледа дека за СДС и за владата на Заев не представува никаков проблем што мешетар и неуспешен кадар од Србија ќе биде увезен за директор на најбогатата државна фирма Елем. Медиумите во Србија за него пишуваат, а нашите медиуми пренесоа дека плаќал 10 милиони евра за советници во време кога бележала загуби неговата фирма, дека доделувал тендери за консултантски услуги со нему блиски фирми, дека плаќал милионски суми само за промена на лого на фирмата во која претходно работел, дека трошал милиони за семинари, дека не почитувал правила за заштита на животната средина и на тој начин блокирал преговори со Светската банка, дека ангажирал 9 звезди во Електропривреда на Србија, дека ужива да летува во монденски места, дека не ја осигурал Електропривреда Србија од поплави, заради што фирмата претрпела штети од стотици милиони евра во време на големите поплави во Србија во 2014 година. И уште многу други афери и скандали поврзани со името Александар Обрадовиќ. Ваков човек, Зоран Заев, фаворизира за директор на Елем и покрај тоа што целата јавност говори за неговите скандали, несовесно работење и неодговорност. Тоа говори дека Заев свесно има намера да го именува Обрадовиќ по секоја цена. Цела јавност се прашува која е целта за неговото ангажирање. Дали тоа е испумпување на милиони евра од касата на Елем или тоа е подготовка на фирмата за нов бомбона бизнис. Зошто молчи за ова вице-премиерот Кочо Андјушев? Дали и тој се согласил ваков матен лик да го води столбот на македонскиот енергетски систем? Да подсетиме, македонските хидроцентрали и термоелектрани, 4800 вработени и 98% од домашното производство на струја ќе бидат доведени во прашање. Премногу е сериозно за ова да се премолчи.